21-годишна мајка која вчера со царски рез била породена во Битолската клиничка болница, родила мртво новороденче. Новороденчето и било четврта рожба на младата мајка, која до неодамна живеела во странство и имала неконтролирана бременост кај нас, а ова и бил втор случај во кој загубила бебе на безмалку идентичен начин. Од Битолската клиничка болница тврдат дека овој случај воопшто не бил сомнителен. Нема никаков сомнеж, ништо не е сомнително, заради тоа што мајката е 21 години, имала 4 бременности, од кои се 2 живородени, 2 се мртви. На истото било третото починато пред 3 години на истиот начин. Сега била жената во Германија, значи до 7 месец неконтролирана бременост кај нас во Македонија. Како азилант во 7 месец се враќа и прв пат отишла на приватен гинеколог во крајот на 7 месец и 36-та недела. Бидејќи бебето имало вишок плодова вода, што само по себе укажувало на некоја аномалија, веднаш бил извршен царски рез, но за жал бебето веќе било мртво, појаснува доктор Ивановска. Извршена е сезареја, бебето е немалтретирано воопшто, значи на самиот пороѓај, извадено е без начин на живот, без срцева акција, без дишење, без пулс. Се работи за вишок на плодова вода, се работи за аномалија. Е предадена на обдукција, меѓутоа нема никакво сомнеж и нема незадоволство од страна на фамилијата, баш напротив биле преблагодарни на вчерашната екипа, се заблагодариле, мајката е добра, ете тоа е тоа. Инаку, од почетокот на годинава, ова е трет смртен случај на дете во Битолската болница по оној на 6-годишната Јана во март и на новороденчето кое почина само 2 часа по породувањето во април. Како што е познато, и двата овие случаи се најдоа пред Битолското ОЈО заради сомнежи на семејствата за лекарска грешка. Меѓутоа, во случајот со малата Јана, според ОЈО, обдукцијските наоди покажале дека немало пропусти во лекувањето, а додека за починатото бебе на младата мајка Викторија Крстеска се уште се чека на мислењето на ОЈО по обдукцијските наоди, а кои конечно кај нив стигнаа дури по 3 месеци од трагичниот настан, односно дури на почетокот од месецов. Долгото чекање на резултатите од обдукциите и во двата случаи уште повеќе како да ги зголеми сомнежите и кај семејствата, но и кај македонската јавност, дека резултатите се местат со единствена цел да не одговара никој од лекарите виновници, како што упорно тврдат и родителите на Јана, а и на починатото новороденче.